Ви благодарам уште една за можноста. Овој закон е поврзан со претходниот предлог закон и со овој закон комисијата која што одлучува во втор степен за управната постапка и постапка од работен однос се спојува со комисијата за областа на инспекцијскиот надзор. Што значи тоа? Тоа значи дека од овие две комисии, кои што во моментов првата брои 11 членови, а втората брои 7 членови, ќе имаме една второстепена комисија која што заедно ќе има 13 членови. Значи од 18 членови во моментов, колку што имаат овие две второстепени комисии, ќе имаме една второстепена комисија која што ќе брои 13 членови, а при тоа ќе може ефикасно и навремено да одлучува по однос на второстепените случаи кои што ќе дојдат како предмети пред оваа комисија. Кои сметаме дека се предности од спојувањето на овие комисии? Прво, сметаме дека ќе се направи една рационализација со намалување на бројот на институции, од две имаме една институција, и намалување на бројот на избрани и именувани лица. Втората работа е поедноставување на системот на одлучување по жалби и сметаме дека со спојувањето на овие две институции ќе може на едно место да се решаваат овие жалби, што во крајна линија ќе значи поголема заштита на граѓаните при остварување на нивните права во втор степен. Трето, имаме зајакнување на стручноста и компетентноста на комисијата, затоа што се подигаат критериумите за членство во овие комисии. Ќе може да бидат членови на оваа комисија дипломирани правници со положен правосуден испит и работно искуство во правни работи од најмалку 10 години за претседател на комисијата и 8 години за член на комисијата. Исто така воведуваме и нов принцип за независност и професионалност, односно со ова предложено законско решение ќе се утврди дека претседателот и членовите на комисијата не смеат да бидат членови на орган на политичка партија, што за жал до сега не беше случај и тоа се злоупотребуваше како селективно или арбитрарно делување во однос на работата на овие две второстепени комисии, кои што сега би требало да ги споиме во една. Благодарам многу. Ви благодарам.